Клучни делови од карбинското село Калаузлија се во темница, откако екипи од општината извадиле неколку улични светилки без никакво образложение, се жалат тамошни жители. За нив особено проблематични се отстранетите светилки од влезот на селото, па сега до првите куќи се минува низ мрак. Значи на влезот на селото, во селото Калаузлија, се извадени светилките, два светилки со кабли, значи по 50 метра кабли се извадени, се однесени во друг двор. Тие деца кога додат во втора смена од школа, сега треба по темница да одат. Значи имаме гробишта, значи имаме тука да не ги скршат, да има светилки, за жал тие светилки завршија во друг двор. Поради ова, овдешните жители подготвуваат петиција и бараат средба и објаснување од градоначалникот, зошто селото од вчера им е во мрак. Ние се собираме тука, разговараме со луѓето, треба да собираме да одиме кај градоначалникот потхитно да се врнат тие улична на исто место, па да се тука на чакалната, на чашката на улазот Калаузлија село. На отстранување на дел од уличните светилки во Калаузлија реагира и од Карбинскиот огранок на Социјалдемократскиот сојуз. Сакаме јавно да го прашаме градоначалникот дали ова е пресметка со неистомисленици или награда за своите партиски послушници. Дали на ваков начин се казнуваат луѓето кои неколку пати пријавуваат во општината и на крај кога немаат одговор се јавуваат во контактни емисии да пријават дека немаат улично осветлување веќе 15 дена. Ова е класичен пример за злоупотреба на функцијата градоначалник за сметка на ситно партиските интереси и на штета на жителите на општина Карбинци. Стои во соопштението. Од друга страна, градоначалникот Виктор Паунов тврди дека во прашање одстранување на светилки кои биле оштетени, истите ќе бидат заменити со нови. Теке санирање на овој проблем, значи се отстранети се улични светилки оному каде што имаше дефект, а отстранети се исто така улични светилки во рамките на приватните дворови кои што биле поставени незаконски и несоодветно. Така да во следниот период ќе бидат поставени оному каде што навистина треба и навистина каде што е потребно.